Време и за првата гостинка во Македонија наутро и во најавата денес се разбира зборувавме на темата образование и сега ќе кажеме збор два околу ова. Зборуваме за фондацијата Чекор по Чекор и за сите оние активности кои што ги има изминативе години. Добро утро и велам на директорката на фондацијата Чекор по Чекор, господјата Сузана Киранџиска. Добро ни дојдовте во Македонија. Добро утро, ви благодарам за поканата. Ќе зборуваме за активностите кои што ги имате во последно време, но јас ќе ве навратам години наназад, уште далечната 2001 година, од кога ја почнавте на фондацијата Чекор по Чекор. Големи проекти се зад вас, па би сакал да ни дадете една накратко лична карта околу Чекор по Чекор. Да, фондацијата Чекор по Чекор во изминативе години реализираше големи проекти, но всушност се почна од еден уште поголем проект кој што се реализираше од 1994 до 2001 година, а тоа е проектот Чекор по Чекор или програмата Чекор по Чекор, која што се реализираше и во предучилишните установи, во основните училишта. Имавме издавачка дејност, создавање на детски креативни центри и сето тоа всушност беше основа за да се создаде фондацијата Чекор по Чекор, која што беше основана, како што кажавте, во 2001 година. Од тогаш исто така ние ја продолживме нашата работа, односно нашата мисија да создаваме програми за деца кои што ќе всушност ќе се стремат да ги достигнат децата, да ги достигнат своите максимални потенцијали. Тука имавме ние програми кои што се однесуваа на деца од сиромашни семејства, на деца од рурални средини, на ромските деца. Значи исто така работевме програми кои што се обидуваа да ја надминат она социјална неправда која што се случува за жал секаде во светот. Нашите програми се реализираат во основните училишта, во градинките и нашата соработка секогаш мора да се одвива со образовните институции. Таа соработка се разбира некогаш е подобра, некогаш полесно оди, меѓутоа во текот на сите овие години за жал политиката направи доста проблеми во смисла на тоа дека се става на прво место наместо да се става она што секогаш би требало во образованието да биде на прво место, а тоа е детето. Така. Ќе кажеме збор два и за проектот на УСЕИТ, насловен како со читање до лидерство. Која беше целта на проектот и се разбира оние тековни активности кои што ги имавте? Фондацијата Чекор по Чекор од кога се осамостои, всушност беше најмногу вклучена во проекти на УСЕИТ. Тука беше проектот Ромскиот образовен проект, потоа проектот Креативна настава за учење, а проектот со читање до лидерство беше прв проект кој што Фондацијата Чекор по Чекор го реализираше самостојно како главна организација, главен имплементатор. Тоа е проект со кој што ние сакаме да ги подобриме јазичните и математичките вештини кај децата од првото до третото оделение и во таа смисла правиме разни обуки за наставниците, имаме заедници за учење, потоа имаме дигитални сликовници, имаме сликовници во печатена форма и исто така имаме разни обуки за родителите и за подобрување на писменоста во заедницата. Имаме едно магично комбе кое што патувачка библиотека која што патува по селата, меѓутоа и во градовите. Најмногу сакаме да се задржиме во селските средини, бидејќи тие деца имаат најмалку можности да се сретнат со едно убаво опремено патувачко комбе кое што е прекрасно и исполнето со вслучување и за својот однос кон книгата и за тоа колку е важно читањето. Се разбира на сето ова му престои една проценка за тоа како децата читаат кај нас и што е потребно за да се подобри читањето и математичките вештини кај децата. Така, а кога сме веќе кај читањето, можеби најдобро тоа би одело кога би било илустрирано и со слики и тоа во така наречена сликовница која што наскоро би требало да се дистрибуира до училиштата. За такви сликовници ќе стане збори во следниве неколку минути. Веќе видовме некои фотографии, има можност да видат гледачите. За какви сликовници станува збор? Веќе спомнав дека во рамките на проектот имавме и печатени сликовници и тоа се сликовници кои што се всушност создадени во една иницијатива на Интернационалната асоциација Чекор по Чекор. Да, тоа се осредбите, значи тоа се осредбите со нашите ученици. Ова е слика од една од работилниците, обуките кои што ги правиме со наставниците во училишта. Ова е, мислам, слика од отворањето на проектот кој што се одвиваше во библиотеката, во универзитетската библиотека. И овдека исто така, значи, ова е во детскиот креативен центар
каде што имаме најразлични активности, интерактивни активности кои што децата можат да ги работат сами, самостојно или пак со своите родители, бидејќи детскиот креативен центар е отворен за секој посетител, значи и за училиштата, за групни посети, меѓутоа исто така и за индивидуални посети кои што можат да ги прават во попладневните часови родителите со своите деца. Одлично. Да споменам, тоа е во Младинскиот културен центар. Тоа е во Младинскиот културен центар, да, детскиот креативен центар се наоѓа таму веќе од уште од 1997 година. Така. А која беше целта и што беше мотивот да се направат овие сликовници? Дали беше вистинска потреба, имаше ли недостиг од истите? Да, има недостиг. Во училиштата има недостиг од сликовници и од други материјали за читање. И ние со овој сет од сликовници, од 20 сликовници кои што ги објавивме во рамките на проектот со читање до лидерство, навистина сакавме да малку да придонесеме да се збогати фондот на сликовници, бидејќи овие сликовници се дистрибуирани во секоја училница од прво до трето оделение. Значи и во библиотеките училишни, меѓутоа и во градските библиотеки, меѓутоа она што ни беше цел е во самата училница децата да имаат сликовници за да можат во текот на денот да прочитаат, заедно со наставниците да работат и можат исто така и да ги земат дома, да ги однесат преку викендот, па повторно да ги вратат. Значи да се создаде таа навика од земање сликовници од библиотека, враќање, читање на сликовниците во секој момент кога тие ќе имаат малку слободно време. Така, дали станува збор за сликовници со македонски автори, веќе постоечки, они значи, познатите? Кажав дека овие сликовници, приказни? не, ова се сосема нови сликовници кои што се создадени во рамките на еден проект на Интернационалната асоциација Чекор по Чекор, картче за читање, и тоа беше конкурс на кој што се пријавува автори од околу 30 на земји, сегде кај што имаме програма Чекор по Чекор, и значи и автори и илустратори, па потоа тие сликовници значи беа спојувани илустраторот со авторот и така постоја како можност. Ние во Македонија ги имаме авторските права за македонски и за албански јазик и во рамките на проектот со читање до лидерство најпрвин беа испечатани околу 3500 сликовници на македонски јазик и околу 2000 сликовници на албански јазик. Сега добивме дополнителни средства од фондацијата MoneyGram за да ги печатиме повторно овие сликовници, така што ќе имаме испечатено повторно сликовници кои што ќе бидат дистрибуирани до сите училишта во Македонија. Така. Уште на самиот почеток спомнавте дека детето е најважно во целата ваша приказна, меѓутоа тука се и наставниците. Видовме неколку фотографии од нивна обука. Како де целиот процес и нивната вклученост во Чекор по Чекор? Уште на самиот почеток ние направивме некаква проценка исто на потребите на наставниците, бидејќи во текот на изминатите години многу големи донатори правеа обуки на оваа тема, така што ние сакавме да дознаеме кои се темите и што е тоа што се уште би сакале да го научат за наставниците. И после таа една таква проценка направивме 3 теми. Едната е за создавање стимулативна средина во училницата, бидејќи сметаме дека секоја училница мора да му нуди на детето разни дидактички материјали, да биде простор во кој што тие ќе се чувствуваат слободно, особено заради тоа што се работи за деца од прво до трето оделение. Тоа треба да биде место каде што ќе биде топло, каде што ќе можат да слободно да се движат, бидејќи сепак тоа се деца од помала возраст кои што не можат да седат нели 4 часа на столче, туку треба да имаат активности во кои што тие слободно ќе можат да соработуваат со другите деца од нивното оделение. Другата обука е Математика плюс, каде што им нудиме интерактивни активности на наставниците кои што тие веднаш можат да ги применат со своите деца во училницата и исто така и јазични активности кои што се исто така формирани во рамките на обуките кои што ги држат, меѓутоа имаме и 2 прирачника кои што се достапни на нашата веб страна, така што секој наставник без разлика дали ја посетил обуката или не, има можност да ги погледне тие активности и бидејќи тие се многу едноставни и јасно опишани, секој може да ги примени во својата училница. Дури и родителите можат некои од тие активности во тоа слободно време кога се играат и учат со своите деца да ги искористат тие активности.
Така, 2017 помина успешно за чекор по чекор. На што ќе го ставите акцентот оваа 2018? Оваа 2018 година ќе почнеме со 3 нови проекти кои што се финансирани од Европската унија преку разни механизми на Европската унија. Првиот проект се однесува на улогата и одговорноста на образованието во рушењето на табуата за сиромаштијата. И тој проект го работиме заедно со мрежата за образовни политики од Загреб и тука ќе учествуваат уште 3 земји: Естонија, Словенија, Хрватска и Македонија. Во овој проект ќе работиме со основното училиште Дане Крапчев од населба Сингелич. Потоа имаме еден проект во кој што ќе се обидеме да создадеме една македонска рамка за квалитет на предучилишното образование според европската рамка за квалитет. И овој проект е финансиран од Европската унија. И третиот проект кој што ќе го работиме во следните 18 месеци е проектот за подобрување на инклузивноста во општините, каде што ќе работиме со неколку општини и ќе се обидеме да создадеме еден модел кој што ќе помогне на децата и на младите со попреченост да бидат повеќе вклучени во животот на самите општини. Така, како оди одбирањето на училиштето во кој што ќе работите, со кој што ќе имате, се разбира, соработка? Дали може да се вклучат и оние кои што сега можеби ве гледаат или веќе таа соработка започна? Во овие проекти моравме да ги дефинираме општините каде што ќе работиме, така што тоа го имавме направено во периодот кога ја подготвувавме апликацијата, ги контактиравме тие општини и училишта каде што ќе работиме, така што меѓутоа она што каде што ќе можат да се вклучат сите е со своји примери, со своји успешни пракси кои што ние секако се сакаме да ги вклучиме и секогаш претходното искуство на проекти кои што биле успешни е многу битно за да можеме ние да продолжиме да работиме, да градиме врз она што веќе што е создадено. Одлично. Мене ми преостанува да ви се заблагодарам што бевте дел од утринската програма на Македонската радио телевизија. Ви посакувам многу успех понатаму и повторно ве канам да бидете наша гостинка со некои од вашите нови активности. Ви благодарам што секогаш сте отворени за нашите активности. Благодарам уште еднаш за гостувањето.